Почитувани медиуми, почитувана јавност, денешната пресконференција ја свикавме со цел да ви информираме за процедурата околу донесувањето на буџетот на Република Македонија за 2013 година. Од она што може да се види во буџетот кој што го предложи владата на Република Македонија за 2013 година, на жал повторно може да констатираме дека Струмица по кој знае кој пат е заборавен. Во мегаломанскиот буџет кој што е понуден од владата, нема или не може да се види средства за потребите на граѓаните на општина Струмица и регионот Струмица. Во изминативе изборни циклуси, клучните проекти кои што ги бараат да бидат реализирани граѓаните на општина Струмица и регионот Струмица, кои што беа и ветување на ВМРО-ДПМН изминативи изборни циклуси, а тие проекти за волја на вистината се најдоа во програмите, изборните програми на двете најголеми политички партии, владеачката ВМРО-ДПМН и СДСМ. Гледате, може да се види дека воопшто ниту еден проект од ветените не е приоритет за владата и нема обезбедено средства за реализација. Може да се констатира со право дека Струмица и струмичките граѓани не го заслужуваат тоа, затоа што и граѓаните и бизнисмените на општина Струмица и регионот Струмица во висок процент го полнат буџетот на Република Македонија. И затоа владата, предлагајќи го овој буџет, требаше да се одолжи на струмичките граѓани, на струмичките бизнисмени, на обичните граѓани за да си решат основните животни потреби. Бидејќи тоа не го стори владата, јас и мојот колега Панче Орцев поднесовме амандмани со кои што ќе бараме да бидат реализирани барем оние виталните проектите кои што значат живот за граѓаните на општина Струмица. И бидејќи во собранието мнозинството гласа ги донесува одлуките, затоа ја одлучивме да свикаме оваа пресконференција, да ги информираме граѓаните за состојбата, а во исто време да ги повикаме пратениците од ВМРО-ДПМН, од овој регион, да застанат заедно со нас во одбрана на интересите, на потребите на граѓаните на општина Струмица и да гласаат барем за неколку амандмани кои што се од витално значење за овој регион. Јас, завршувајќи го овој прес, сакам да потсетам на една одлична акција која што ја направивме пратениците од овој регион во 2006 година, кога при донесувањето на буџетот за таа година, заедно, тогаш пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, кои што бевме владеачка гарнитура, и пратениците од ВМРО-ДПМН, подпишавме заеднички амандман за изградба на патот Струмица-Радовиш и за волја на вистината притисокот кој што заеднички го направивме резултираше со отпочнување на изградба на овој пат. По овој пример ги повикувам пратениците, нашите колеги од ВМРО-ДПМН, не да застанат во одбрана на амандманите на пратениците од Социјалдемократскиот сојуз, туку да застанат во одбрана на интересите на граѓаните кои што ги представуваат. А тоа се граѓаните на општина Струмица и очекуваме дека ќе постигнеме договор и барем неколку амандмани ќе бидат прифатени и барем неколку проблеми ќе решиме за граѓаните, во интерес на граѓаните на општина Струмица. Амандманите кои што ги поднесовме на буџетот на Република Македонија за 2013 година се за проекти кои што ќе ги решаваат основните проблеми од нормалното живење на граѓаните од општина Струмица, поширокиот регион на општина Струмица и можем да кажем дека и југоисточниот плански регион. Сметаме дека решавањето на овие проблеми е од многу поважен аспект отколку сите други ставки кои што се во буџетот на Република Македонија и кои што оваа влада не ги зела во обзир како интерес за решавање на граѓаните на општина Струмица и, како што реков, поширокиот југоисточен регион. Јас сакам да наведам
во кои делови се поднесени тие амандмани, значи нема да ги бројам и да ги кажам име по име или за кои проекти се однесуваат, туку вака заокружено. Значи, овие амандмани се однесуваат на изградба и посебно на реконструкција на низа на регионални патишта кои што ги имаме во овој регион, изградба на обиколници околу Струмица и обиколница околу Дојран, обиколница околу Куклиш, регулирање на приобилни атмосферски врнежи, чистење на речни корита и каналска мрежа во целата Струмичка долина, потоа тампонирање на полски патишта низ целата Струмичка котлина. Знаеме дека со концесиите кои што се дава земјоделското земјиште и законот за земјоделско земјиште, владата е должна тие пари да ги враќа онаму од кај што се земени, а во нашата Струмичка котлина имаме многу државно земјиште кое е земено под концесија. Значи, потоа имаме амандман за гасификација на дел од Струмичкото поле, каде што имаме најголем процент на пластеници, каде имаме најголем процент на оранжери и раноградинарско производство, кое што многу кратно ќе има корист за тоа производство. Имаме амандман за изградба на спортска сала во основното училиште Никола Вапцаров. Потоа од доменот на културата имаме амандман за реконструкција на стариот Струмички театар и за помош на Струмичкиот карневал. И секако можеби еден од исклучителна важност амандман кој што се однесува на преадаптација и упремување на простор во касарната во Струмица за дневен центар за деца со посебни потреби за цел југоисточен регион. Сметаме дека сите овие амандмани требаат во голем дел да ги решат проблемите на граѓаните не само на општина Струмица, туку, како што реков, на целиот овој југоисточен регион кој што спаѓа во изборна единица 4, кој што граѓани не гласаат нас да бидеме пратеници во Републичкото собрание. Затоа и ги повикуваме нашите колеги од ВМРО ДПМН да заеднички се потрудиме да барем дел од овие проекти, од овие амандмани влезат во буџетот на Република Македонија за 2013 година, барем дел од нив се реализират и со сето тоа секако ќе ја оправдаме довербата на граѓаните кои што не гласале. Благодарам.